Државата сериозно да се зафати за работа и конечно да исчезнат еколошките проблеми во земјава. 25 невладини еколошки организации ја потпишаа платформата за Зелена Македонија и истите ќе им ја представат на политичките партии барајќи поддршка за истата. Издвоени се 10 најпроблематични точки во земјава и бараат час поскоро сите инволвирани да ги прифатат решенијата кои екологистите ги нудат. Ние сме не политички организации, а политични организации, невладини. Меѓутоа, истите ќе ги доставиме до сите политички партии со цел да побараме поддршка од нив за она што ние го нудиме како решение или пак нивни став во однос на жешките точки кои што ние ги таргетиравме. Сметаме дека еколошките проблеми во Република Македонија конечно треба да почнат да се решаваат и дека само со нивно таргетирање и без нудење и реализирање конкретни решенија не се случува ништо добро ниту за нас, ниту за нашите сограѓани, ниту пак за биодиверзитетот во Република Македонија. Влегувањето на оваа платформа во политичките манифести на партиите ќе значи и поддршка за истата, велат екологистите. Расчистувањето на јаловината од работењето на топилницата во Велес, намалување на шумската сеча во Македонија, решавање на проблемот со индустриското загадување во Скопје, Тетово, Кавадарци. Ова се само дел од 10 таргетирани точки на екологистите, кои имаат сериозна намера да ги надминат долгогодишните еколошки проблеми. Овие луѓе што сега имате прилика да ги видите и да ги слушнете, се луѓе кои што се експерти во своите области, кои што жешките точки ги таргетира врз база на сериозни анализи, а нивното решавање го базира врз база на законската регулатива. Значи, не се тука случајни луѓе, случајни минувачи низ еколошката сфера, туку тие се навистина со цели мисија и ние како екологисти сакаме сите овие жешки точки да ги кренеме на највисокото можно место и ранки да бидат приоритет во решавањето, заради тоа што нема ниту економија, ниту социјала кој претходно екологијата не решиме. Тоа е светото тројство на одржливиот развој, екологијата е прва. Нема приоритет кај таргетираните точки. За секоја треба што поскоро да се превземе акција и конечно да се надмине досегашната состојба.